Невладината организација Благородна мисија од Кочани втора година отстварува богата програма со која им помага на луѓето во облажување на нивните материјални и други потреби. Во организацијата членуваат 98 граѓани, а бројот на граѓаните кои донираат разновидни производи од ден на ден се зголемува. Во моментот се прави пресек на проектот Општо корисна работа, а јас сум еден член од работното тело. Во нашите простории се одвиваат активности на Благородна мисија. Вклучени се две лица кои што даваат услуги на лица кои што е потребно облека и лицата кои што донираат, значи ја прифаќаат облеката кои што донираат донатори. Исто така во нашите простории од неодамна започна и работата на Народната кујна, односно пункт на Народна кујна, кај што се дели храна, оброци за 46 семејства од општината во соработка со Центар за социјални работи. Во селото Прибачево, Кочанско, се сретнавме со Емилија Шулц, учесник во проектот Чување и давање услуги на стари и хендикепирани лица во домашни услови. За својата работа таа вели: Поточно сум ангажирана во делот на областа на чување, пружање и давање услуги на стари, изнемоштени и хендикепирани лица во домашни услови. Овој проект веќе успешно се реализира 3 месеци. Сум задоволна од работата, се надевам и дека тие со така се задоволни. Ова е големо искуство за мене и чест ми и задоволство да работам со нив и да им помагам на оние на кои навистина им потребна помош. Им помагам што им треба. Одам на продавница ако ми е потребно нешто, лекови, нешто ако ми треба да им прочитам. Во проектот Општинско корисна работа Зејнул Рамаданов е вклучен за да пружа помош на десетина лица од ромската националност. За својата работа тој вели: На овој проект работиме ние, договор ние за 6 месеца. Само на проектот што ги имаме 10 души, за тие луѓе само имаме моментално работа. На 20 лица идам пријатели, имам по 2 сата. И на ден 4 сата ни онадува. 10 души са работно, но неделата работно време ни трае 20 часа. Проектот Општинско корисна работа и активностите на невладината организација Благородна мисија се општо прифатливи меѓу луѓето на кои им е потребна помош. Се надеваме дека бројот на волонтерите вклучени во акцијата наредната година ќе биде поголем.